драго што можем да бидам со вас и да ви донесам поздрави од Америка, првенствено од мојата сопруга, и тие што ја знаете, од моите деца. И често пати ме прашуваат па колкави ми стана. Па Предрак е 18 година, на високо колку мене, Магдалена е 17, Стефан е 13, Анастасија е 10, Руби има 100 кучето. И поздрав имате од сите нив. Значи, жалат што не може да бидат тука со нас, но по Божја провидност следната година очекуваме да бидеме фамилиарни. Ще сигурно завршувам, пошто и надвор слушаат. Добро. Вака може? Ја можам иначе и гласово викна, нема проблем. Господ ме обдарил со гласни способности. Океј, значи, како што најавивме, Христовото воскресение. Христовото вознесение. Но, вознесението е во контекст на целото тоа славење по прашање на воскресението. И ние се уште се наоѓаме во тоа славење, каде што црквата традиционално во наредните 40 дена од Христовото воскресение се поздравува Христос воскресе. Јас ќе ве поздравам со тој поздрав. Христос воскресе. Христос воскресе. Христос воскресе. Окму така, 3 пати традиционално во името на Отецот, Синот и Духот Свети. Но, ако воскресението за црквата, поготово во денешно време, е еден радосен момент на кој што ние се присеќаме, и тоа носи со себе еден голем чин опростување на гревовите, победа над смртта, спасение за човештвото во таа една Божја мега наратива, што ние би ја нарекле, и ние го славиме тоа. Воскресението за првите ученици беше страв. И ако ги видиме ние првите ученици со Марија и сето оно што се случува во првиот ден од седмицата, пака велат синоптичките евангелија и Јовановото евангелие, тоа не е еден радосен момент за учениците. Тоа е еден многу голем збунувачки момент. Обземен со страв, со трепет, не знаат што да прават самите ученици. Се ние живееме во еден парадокс. Ако учениците живеат во еден страв по прашање на воскресението, се прашуваат, па чекај, што се случува сега? Каде е телото Христово? Ние живееме во една радост. Ние се радуваме. Но од друга страна пак, ако учениците разбира што значи Христовото вознесение, ние како црква, поготово евангелско-протестантските заедници, често пати знаеме да го занемариме тој аспект и прескокнуваме веднаш од воскресение на Педесетница. Да не забораваме, браќи и сестри, дека вознесението е еден многу битен аспект во целото тоа спасение. Бидејќи вознесението е потврда за Христовото божество, за Исусовото божество. Ако учениците во раната црква или првите апостолите беа збунети од воскресението, не знаеа што да прават, они многу добро разбраа што значи Исусовото вознесение. Зошто? Затоа што во тој момент кога Исус се вознесе, целиот Стар Завет, сите пророци беа на дланка во тој момент и учениците многу добро разбраа кој е Исус. Но пред да преминеме во тој разговор, јас би го нарекол, и тоа разбирање на што всушто значи Христовото вознесение, треба да прескокнеме неколку проблеми. И ја не би сакал сега да ги прескокнам тек така, него верувам дека една проповед треба да содржи и едукативен аспект за што ние говориме, бидејќи како што
некои теолози и сколари во областа на теологијата, на филозофијата на религијата сакаат да порекнат некои аспекти на воскресението и вознесението, тоа го имаме и тука. Например, еден од проблемите кои што ние го имаме по прашање на вознесението е интелигентно читање на Светото Писмо, тоест на синоптичките евангелија. Ако сте приметиле, кога читате записот во Евангелието од Матеј, 28-то подглавје, значи, таму имаме запис дека учениците треба да идат во Галилеја по наредба на Исус, командата на Исус и да чекаат таму. И веднаш добиваме наредбата. Исус им се јавува и вика: сета власт ми е дадена на небото и земјата. Одете и правете ученици во името мое, крштевајте ги и парафризирате. Марко од друга страна има слична изјава, но вика ви е дадена власт дури и да исцелувате и на змии и други работи. Кога ќе дојдеме до Евангелието на Лука и делата апостолски, веќе имаме еден поголем запис на што всушност се случува по прашање на вознесението, но од друга страна гледаме дека тоа вознесение се случува во Ерусалим, на гората. Истата работа имаме и кај Јовановото Евангелие, но Јован од друга страна ни дава еден запис на Галилејското езеро и Тиберијанското езеро. И сега се поставува прашањето. И ова е едно легитимно прашање. Каде се случило Христовото вознесение? Во Галилеја или во Ерусалим? Некои сколари сака да кажат и да аргументираат дека Евангелијата не се компатибилни едни со други, тога со други зборови се контрадиктираат. Значи приказната која што се случува за Христовото вознесение е всушност во областа на митологијата, бидејќи информациите кои што си ги имаме се контрадикторни, или тие информации добиваат од грчко-римската култура или јудеистичката традиција, религија. Читајќи ги Евангелијата така, човек ќе си постои навистина прашање, па каде Христос се вознесе? Во Галилеја, по негова команда да учениците заминат таму, или во Ерусалим? Ние како теолози сме повикани да ја читаме Библијата интелигентно, да ја анализираме, но од друга страна повикани сме и да поставуваме прашање зошто ние имаме 4 различни или 3 различни информации по прашање на Христовото вознесение. Често пати сколарите се фатени во тоа, како да кажам, сколарско читање на Светото Писмо. Ако Матеј кажал вака, тогаш и Марко мора да каже така, и Лука треба да каже така, и Јован треба да каже така. Не. Да разбереме дека секој од тие апостоли е своја индивидуа. Матеј е свој човек, Марко е свој човек, Лука, Јован. И ако оние имаат генералната слика по прашање на Христовото вознесение, секој од нив има своја публика и своја намера што сака да искомуницира по прашање на Христовото вознесение. Немој да заборавиме дека секој од нив по прашање на вознесението сака да му каже на слушателот одредена важна информација. Матеј не се фокусира многу на 40 дена, дали тоа се случило после 40 дена. Он знае дека тоа се случило после 40 дена. Матеј не се секира многу дали било тоа во Галилеја или во Јудеја. Матеј се секира за Царството Божие. Матеј се секира да комуницира на еден евреин целата онаа еврејска традиција што доаѓа по прашање на вознесението Христово. Марко од друга страна има слична приказна. Лука пак, не систематичен.
Он сака да си иде историски. Како работите се одвиваат. Така да, нема никаков конфликт по прашање каде се случило Христовото вознесение. Христовото вознесение се случило во Ерусалим, на гората. Бидејќи Лука ни дава една хронолошка изјава во Евангелието според Лука и во делата апостолски. Секогаш ако сакате да читате за вознесението во последната поглавје од Евангелијата, таму се наоѓа информацијата. Идеме понатаму. Прашањето како се случило тоа? Дали вознесението е митологија или не? Дали вознесението се случило духовно или физички? Некои сколари, бидејќи сакаат често пати да внесат во синоптичките евангелија митологија, грчка митологија или традицијата на јудејството, или второ завет, второ Second Temple, како на второ храмската теологија што има јудејството, значи Херодовиот храм, сака да каже дека тоа се случило духовно. Бидејќи Исус се објавува на неколку наврати на учениците да им каже: слушајте луѓе, јас навистина воскреснав. И често пати луѓето не може да прифатат дека и воскресението се случило телесно. За да аргументира дека вознесението се случило духовно, они аргументира дека воскресението всушност се случило духовно. Сакаат да го отстранат телесниот концепт на воскресението и телесниот концепт на вознесението. Браќи и сестри, пријатели, ова е еден важен теолошки аргумент за христијанството. Сушност. Христовото воскресение и Христовото вознесение се случуваат во тело. Нема духовен аспект. Се случува во тело. Христовото тело воскреснува и Христовото тело е вознесено. И тоа, всушност, еден процес или кулминација на сета таа спасителен аспект во Божјата приказна или наратива која што Господ ја обмислил од почетокот на времињата. Христовата смрт е во тело. Христовото воскресение е во тело и кулминација на таа работа е вознесението Христово во тело. Да нема дилеми по тоа прашање. Тука всушност се побива и таа идеја на телесното вознесение наспротив хупотеосис или над божественото возвишение или во дух. Зошто го говорам ова? Бидејќи во грчката митологија Августин и Ромул, основачот на Римското царство на Рим, се говори дека они биле вознесени, воздигнати. Пазете сега, вие во таа традиција каде што учениците живеат, каде што функционираат, они слушаат дека луѓе биле вознесени. И луѓето веруваат во тие фолклорни приказни, но концептот на тоа вознесение е дух. Ама не само грчко-римската култура им го комуницира тоа, всушност тука и јудеизмот го комуницира тоа. Да се подсетиме на Енох, да се подсетиме на Илија, да се подсетиме на Мојсе. И самите евреи имаат концептуално знаење дека луѓето биле вознесени во дух, однесени, земени, така ги концепирале работите. И сега наеднаш ние имаме нешто што е во тело. И кога Исус се вознесува пред учениците,
Со други зборови, тој го потврдува сето она во период од 3 години што го говорил со учениците дека тој е Бог. Отелотворениот Бог со вас. Но, тоа е многу тешко да се концепира. Зашто? Како се Бог по човек? Како тоа Бог по човек? Лесно е за нас ние да сватиме воскресение. Еден ден во времето, во денот на воскресението, ние ќе воскреснеме. И Лазар воскресна, нели го дигнал, ама кога Исус воскресна, учениците бе оплашени. А кога дојде вознесението Христово, учениците препозна се што Стариот Завет ни говори. Всушност, Псалмо 24 е надланка на самите ученици. Ќе прочитаме некои стихови од Стариот Завет. И вели вака: Кон Тебе, Господи, ја издигам душата своја, Боже мој, во Тебе се надевам да не се посрамам, да не ликуваат над мене непријателите мои, да не се посрамат оние што се надеваат на Тебе, да се посрамат оние што со леснотија изневеруваат. Покажи ми Ти, се извинувам. Не е 24, него всушност е 110. Зашто ти доби сега на... И овој беше добро. И овој беше добар, да, ама он сака... Да, Псалм 110. Не тоа е. Псалм 110. Алелуја, ќе те славам, Господи, од се срце во светот на праведните и во собранието. Големи се делата на Господ, нека размислува, што си го... 109, 109. Ово е друг превод. Од Септуагинта да го читаш. И тоа е добро. А треба македонски. 109 е писано. Да? Ја читам, викам што... Еве го, добро, 109, фала ти, Живко. Викам, што е сега работува, викам, нема врска ова 109. Ајој, ова... 151 Трета среќа. А одека бил 109, се извинувам, ова е со апокрифите, така? Тука има 151 псалм. 150. Има 150, ама одека има уште еден. Добро, окей, значи, ова е всушност, кога ние говориме за вознесението, ова е еден од псалмите кога еден евреин, значи би го читал и сега го поставува прашањето што тоа значи сега за вознесение. И кога Исус на неколку наврати говори јас сум Бог и ќе седнам од својата десна страна на Отецот, ќе бидам вознесен, им говори он на своите ученици, ова е псалмот што се објавува. И он кога Исус им каже ќе добиете Дух Свети и ќе ги знаете писмата, ќе ви се откриет писмата, пише овака: Му рече Господ на мојот Господ, седи од мојата десна страна, додека ги ставам непријателите твои во подножето на нозете твои. Жезлот на твојата сила ќе ти го прати Господ од Сион. Владеј меѓу непријателите своји. Подготвен е твојот народ за денот кога ќе ги поведеш своите војски на светите гори. Како роса од утробата на зората, со тебе се младите борци. Се заколна Господ и нема да се покае. Ти си вечен свештеник по чинот Мелхиседеков. Господ кој од твојата десна страна во денот на гневот свој, тој ќе ги порази царевите, ќе изврши суд на народите, ќе ја исполни земјата со трупови, ќе ги скрши главите на многумина на земјата. Од потокот на патот интересен превод. Од потокот на патот ќе пие и затоа високо ќе ја крене главата. Му рече Господ на мојот Господ, седи од мојата десна страна. Со Христовото вознесение. Ќе ме чуете често пати, ќе ги мешам тие два збора, воскресение и вознесение, но секогаш имате на ум и поправите ме, кој ќе каже воскресение, мислам на вознесение. Значи, вика, Христос со неговото вознесение го носи Царството Божие на дланка пред учениците. Учениците, кога го гледаат тоа како целата Израелова историја, таа спасителна наратива што Господ ја води низ вековите,
од почетокот на човештвото им е на дланка. И тука еден од раните црквени отци Иринеи против тие херетици во тоа време дава една изјава и ќе ја прочитам. Вика вака: зборот Божи дојде или доаѓаше и се вознесе од почетокот на човечката историја за да го привлече човештвото во живото давна конверзација, комуникација со Бог. Мотивите и типологијата од Стариот Завет за тоа вознесение и како Господ доаѓа кон израелскиот народ преку Енок, Мојсей, сите тие пророци, облакот кој што ги води низ пустината, значи оганот кој што ги води низ пустината, тој облак кој што се спушта над скинијата, па се подига, значи, погледам, тоа се моменти или типологија, мотиви на слегнување и вознесение. Значи, израелскиот народ во концептот нивни има дека всушност нешто мора да се случи од небото, да слегне, нешто што е апсолутно, и тоа нешто, со други збори, Бог треба да слегне и Бог самиот треба да биде вознесен. И во тој момент тоа царство доаѓа, царството Божјо доаѓа и ние со него доаѓаме и ние сме спасени. Но се текот на времињата, во концептот на Месијата, значи и во концептот на Синот Божи од Даниел, пророчката книга на Даниел, Синот Божи доаѓа на облаци, значи Синот човечки, во вознесението учениците препознаваат кој е Исус. Сушност, ако они се уште имале дилема по прашање на Христовото воскресение, во моментот на Христовото вознесение, учениците знаат кој е Исус. Тој е Бог кој што слегна и тој е Бог кој што се вознесе. И Божјата наратива, таа метанаратива за спасението е исполнување и кулминација на сето она што беше во Христа. Животот, делото, смртта, воскресението и кулминација. Зашто е таа кулминација во тоа вознесение? За спасение на човештвото. Христос да не се вознесеш, ќе оставиш една дупка по прашање на човечкото спасение. По прашање на кој е Христос? Дали е он Бог? Или е само еден од пророците, од учителите и икс други рабини, евреи или култни личности? Но со Христовото вознесение, Христос носи таа кулминација на спасението и се поставува, како што евреите ни кажуваат во 4-то поглавје 14-тиот век, вика во стилот на Мелхиседек. Читавме во 110-тиот псалм. Мелхиседек од Стариот Завет или првосвештеникот, оној кој што се застапува за нас, оној кој што е најголем од најголемите свештеници, патриарх над патриарсите. Кулминација на Исусовата служба. Друга страна, тука со Христовото вознесение гледаме дека човечкото тело е прославено. Христос се вознесе во тело. Човечкото тело, телото на Христос не е повеќе подложно на простор и време, но му припаѓа на Синот Божи. Тој аспект од Даниел, Синот Божи. И човечкото тело ќе биде прославено во денот на воскресението. Христос со вознесението комуницира кон учениците една надеж, едно очекување, кое што еден евреин во својата глава од самото раѓање, од само бармицва,
ја има, но во овој момент парадигмата се менува. Не е ослободување од Римското царство или политички, како што некој би очекува. Но во една друга сфера. Прашањето како може човек да биде во тело, таа инкарнација. Како сега наеднаш тука го имаме Бог Отецот, кој што Исус кажува, а го имаме Бог Синот. А да не се случеше вознесението, немаше да се исполни она ветување кој што Исус им го кажува на учениците во Евангелието според Јован дека ќе ви го пратам Духот Свети да биде со вас. Со Христовото вознесение ние гледаме една трансферзала помеѓу небото и земјата, како Исус доаѓа кон Отецот, седнува неговата десна страна во владење, а во исто време го праќа Духот Свети. Замислете се ги учениците во тоа време да почнат да размислуваат за тројството. Како може во една монотеистичка религија човек да почне да размислува за Бог во три лица? А сепак они го слават и сепак тоа е помеѓу нив. Важноста на вознесението. И би сакал да кажам само два аспекта. Има многу. Има ескатолошка димензија со второто Христово доаѓање. Има спасителна димензија. Но да не ја заборавиме оно што Матеј ни го кажува во неговото Евангелие и се навраќа на Псалмот 110 повторно. Дека сета власт ми е дадена на небото и на земјата. Исус го кажува тоа пред учениците. Тоа е една политичка изјава. Сета власт ми е дадена на небото и на земјата. Во време каде што Цезар е всушност прогласен како син Божи. Во време каде што Цезар е всушност на кого што сета власт му е дадена. А Исус ја дава оваа изјава пред учениците и вика: сета власт ми е дадена на небото и на земјата. Се што е видливо, се што е невидливо, се што е духовно, се што е материјално. Сите власти, сите служители, сите цареви, сите генерали, сите војски се под мене. Се ни е мене дадено. И не само што ми е дадено, него јас сум од десната страна на Отецот. Тоа е авторитет. Тоа е власт. Тоа е монархија. На апсолутна теократија која што Исус ја дава пред учениците и им дава заповед. Бидејќи ова мене ни е дадено. Бидејќи јас функционирам во оваа состојба. Јас вас ви давам авторитет да идете. Да го ширите тоа царство Божие. Тоа што ви го кажав претходно, само да продолжите да го правите. И ќе добиете многу поголема сила преку Духот Свети. И поголеми чуда ќе правите од мене. И вториот аспект е духовно. Релевантноста на внатрешниот живот на душата. Ако Исусовото вознесение има еден надворешен аспект од Царството Божие, по наредба на Исус, како да функционираме, што да правиме, вознесението Христово има еден внатрешен аспект. И тој аспект, всушност, е еден од најголемите аспекти во црквената историја, иако се до негде Августин. Вознесението, како сама теологија, како засебна теологија, не е комуницирана. Него тоа е во согласност со христологијата, како се развивала христологијата. Значи, бориме за кој е Христос, што е Христос, Павле ни објаснува често пати за вознесението. Но, веќе после Августин, луѓето почнуваат да размислуваат за вознесението
како својствена засебна теологија. Што тоа значи? Што тоа не значи? И еден од важните аспекти се развива таа една литургија во црква, по прашање на вознесението. И уметноста, Христов, значи имаме слики, имаме музика по тоа прашање. Но еден од битните работи по таа духовна релевантност на внатрешниот живот на душата е всушност корпоративниот контекст на сурсум корда или воздигање на срцата. Тоа значи дека ние како црква, кога пееме, кога славиме, ние ги воздигаме нашите срца кон Бог. Тоест, нашата душа пее и како што Христос беше воздигнат кон Отецот, така нашите срца, нашата душа се воздига кон Синот. И ние заедно со Синот владееме, славиме. Ние сме во таа сфера на Царството Божјо, каде што имаме посебна привилегија дури и од ангелите да биде. Понатаму, од тој корпоративен контекст, од тоа воздигање на срцата, преку лична молитва, секој како индивидуалец, кој што присуства во тоа тело, се до практична побожност, го бараме лицето Божие. Бидејќи да не се залажуваме дека нашето вознесение е исто како и Христовото вознесение. Христовото вознесение е во апсолут со Отецот. Во онтолошки концепт. Они се едно и они функционираат заедно. Во сите времени, во вечност. Нашето вознесение на нашите срца, како еден духовен аспект, е во областа на познавањето на Божјото лице. И тоа е по Божја милост и благодат, која што Бог ни ја дава нас, оноко колку што Бог сака да ни се објави. И затоа ние во нашата побожност секој поединечно растеме. Некој побрзо, некој поскоро. Некој повеќе, некој помалку. Иако ние ги воздигаме нашите срца корпоративно, секој личносно, преку молитва, го бара Божјото лице во Царството Божјо. Овој аспект е еден од многу важните аспекти кои што се развива во црквената историја и верувам дека овој аспект по прашање на Царството Божјо е многу битен аспект за една здрава црква. Можеме да дискутираме многу теолошки работи, но како што Христос се воздигна пред учениците и они им го долове целиот Стар Завет, им го донесе на дланка. Ние за жал сме одвоени од таа традиција, од таа култура. Понего се прашаме, што значи тоа вознесение? Што дава е Христос? Чисто онака теолошки да го кажеме успут, нели? Се до Пентекост. Христос воскресна, ние сме среќни и сега доаѓаме кај вознесението. Добро нешто. Се вознесе. Не можеме да го прескокнеме тој аспект. Деки тој аспект е многу битен аспект кого ние славиме. Дали ние славиме воскреснат човек, само како човек, или ние славиме воскреснат Бого човек. И како што Христос беше вознесен, му се даде цела власт. Таа власт нам ни е пренесена, како Царство Божие да функционираме. Ние ги воздигаме нашите срца корпоративно. Нема да заборавите. Еврејската традиција не подразбира индивидуализам, секуларизам, сегрегација, што знам, како што западната култура кажува, само јас, за мене, како мене ми одговара. Не.
корпоративно ние го славиме, ги воздигаме нашите срца, славиме, пееме. Но секој индивидуално во молитва просиме за Божјото лице. И Бог ни се објавува нам на секој индивидуално по Негова милост, колку Тој сака. И колку ние сме во можност да порастеме. Но многу стихови кои што говорат за Христовото вознесение во Стариот Завет и во Новиот Завет, Павле говори често пати за Христовото вознесение. Колосјаните 3:1-3, Евреите 4:14-15, Филипјаните, одата на таа една химна, што вика и нема секој колено ќе се поклони, секој јазик ќе исповеда. Значи, тоа се стихови во контекст на Христовото вознесение. Немој да ги прескокнете, бидејќи се многу битен аспект од тоа кој е Христос и што е Христос. Значи, воскресението и вознесението Христово идат рака под рака. Тоа што се случува после вознесението на Педесетница е всушност роденденот на црквата. Ќе славиме роденден за црквата и почнува црквата да работи. Но по прашање на кој е Бог, што е Бог, каков е Бог, како ни се објавува Бог, ги гледаме во воскресението и во вознесението. Тие два аспекта се многу битни. Ако учениците беа збунети по прашање на воскресението, а ние се радуваме, мислиме дека знаеме се, учениците не беа збунети по прашање на вознесението, ама ние испаѓа дека сме често пати збунети по вознесението. Зашто? Затоа што изгледа не го разбираме тој концепт. Да обрнеме внимание на Стариот Завет, да обрнеме внимание на Евангелијата што ни кажува по прашање на вознесението и да обрнеме внимание на апостолот Павле, кој што ни говори за вознесението. Павле всушност целата теологија и се што говори за Христос е по прашање на воскресението и вознесението. Кулминацијата на овие две работи е во второто Христово доаѓање. Да не го заборавиме есхатолошкиот или есхатолошкиот или како му дојде превод на македонски есхатологија? Иден аспект на второто Христово доаѓање. Апостолот Лука ни кажува и Јован ни кажува кога го прашуваат Христос, дали сега ќе го воспоставиш Царството Божие? А Исус им кажува, тоа не е до вас. Тоа не е до вас. Да ги познавате времињата, да размислувате кога ќе дојде Христос. Исус на неколку наврати им кажува, ти слушате гласови дека дошол таму Христос, се качил на таа гора. Не. Дека не е до вас. Како што гледате дека он се вознесе, така и ќе се врати. Облакот на сведоштвото, тука е во еднина, каде што провеува Стариот Завет од Данијел, пророчката книга Данијел, се до евангелистите, облакот на сведоштвото е тој исти облак кој што ќе се појави на крајот на времењата за вечност. Господарот на времењата, Господ Исус Христос, ќе го донесе Царството Божие на тој облак, а во меѓувреме ние го живееме тоа царство во исчекување. Така да не заборавиме теолошкиот аспект на кој е Христос и што значи воздигнувањето Христос. Но од друга страна да не го заборавиме и еклезиолошкиот аспект, тоест црквениот аспект, дека ние ги воздигаме нашите срца во еден духовен аспект како што Христос беше воздигнат. Индивидуално се молиме и просиме за Божјото лице да ни се објави во исчекување на Христовото повторно доаѓање.
каде што повторно каде што после тоа нема да има никакво воздигнување, него ќе има воспоставување на Царството Божје. Вознесението Христово е важен аспект од целата Божја мета спасителна наратива. Господ нека не благослови се.